Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit dhe do vazhdojmë të flasim për të rit, por tashmë do kalojmë tek një moshë tjetër. Do i lëm pak shkollat e mesme, edhe pse do i përfshijmë edhe ata pak në diskutim, po do kalojmë në këtë kategorinë e trive të cilët vetëm më përballen me sfidat reale të jetës. Dhe me mua së bashku këtu në studio është Risto Savevski, kryetari i forumit rinor arsimor. Dobar ден, Risto, добродојде. Добро ве најдов. Првично, како е моменталната ситуација на младите во Северна Македонија? Па не би кажал дека е баш сјајна, значи се повеќе младите размислува за излегување надвор, односно за иселување од државата. Тоа го покажуваат и бројни истражувања. Она што може да го видиме ние од аспект на колку тоа младите се вклучени во процесите на одлучување, владае се поголема апатија, така што накратко би рекол дека ситуацијата не е баш сјајна. Миграцијата, мислам дека е тема која што се зборува веќе со години, ако не со децении ништо, ама критично е и во моментот каде што гледаме во градови, особено во села, веќе и школите немаат доволно ученици за да отворат паралелка и така натаму. Што доведува на тоа да младите да не сакаат да живеат во нивна држава? Генерално мислам дека е чувството на безперспективност, односно тоа што младите гледаат дека тука нема иднина. Едноставно кон тоа придонесуваат многу фактори. Меѓу кои најглавни не се економските причини, иако се меѓу топ 5, да речам, причини зашто младите се решаваат да се иселат од држава. Спомна за млади луѓе од останатите градови кај што и не може да се формираат паралелки. Имаме се уште нереконструирани училишта. Имаме градови кои не се инфраструктурно поврзани со главниот град, со Скопје. Тоа значи дека и немаат многу можности во самите градови и низа на други проблеми во образованието, во здравството, во услугите кои младите и општо граѓаните ги добиваат преку институциите, се фактори кои придонесуваат за носење на најтешката одлука, според мене, да се иселат младите од државата и токму поради тоа државата треба да преземе еден мултисекторски пристап, односно не да се решава само едно поле, односно да се впушти во решавање на сите овие различни ситуации. Значи инвестиции во инфраструктурата, во образованието, во здравството, можности за вработување како една од најглавните причини што ја гледаат младите. Нормално, кога ќе завршиш образование, сакаш да си го најдеш своето место во општеството. Ако немаат перспектива за каде би се вработиле, едноставно се решаваат дека својот подобар живот би го барале надвор од државата. Младинскиот образован форум цело време работи со млади, дали тоа се средношколци, студенти или пак и после тоа до 29 години. Јас баш би сакала да се фокусираме малку на овој момент, деки животот е многу убав додека студираш, додека си во школа, навистина најголемиот проблем ти се испитите и ништо друго. Ама што се случува со нашите млади кога доаѓа последните испити и веќе дипломираат? Колку им е чувството дека тука може да имат иднина или пак може да продолжат, особено во тие професии кои што особено со дефицитарни професии? Дефинитивно, и мислам дека и кон тоа придонесува многу и самото образование. Значи ние често ги гледаме мерките што ги презема државата кога младите ќе излезат на пазарот на трудот, меѓутоа не гледаме што се случува во текот на образовниот процес. Значи ние имаме едноставно пренатрупување на одредени професии. Имаме премногу млади кои се насочени кон IT, кон информатичка технологија, особено сега со порастот на вештачката интелигенција, ќе го гледаме резултатот и кон тоа, и сметам дека образованието и државата треба да има одредена стратегија како да ги насочува младите да се го одберат својот животен пат, иако има кариерно советување во училиштата, ретко тоа кога дава некаков реален ефект. А инаку сакам исто да истакнам од едно неодамнешно истражување на Фондацијата за отворено општество што е спроведено на ниво на Западен Балкан, го води вашиот колега Назим Рашиди, кај што покажува дека младите кои се дел од генерација Z се
повеќе и повеќе не сакаат да се иселат од државата, што го докажува тоа ти што го кажа сега пред малку, дека можеби се уште не ги гледаат оние вистински предизвици кои понатаму би ги следеле додека најдат работа, откако ќе се вработат, колку ќе се валоризира нивниот труд и сите останати проблеми пропратни со нивното вработување и битисување во општеството. Знам дека во некои години има некој одреден тренд. Имаше пред неколку години тренд на студирање на економија и правда и сите студенти на овие две гранки отидоа. После тоа веднаш се отвори IT како најголем сектор, сега имаме принатрупање на IT, а сега гледам некој друг тренд каде што младите не гледаат чувство дека има потреба за студирање, бидејќи дигитализацијата и глобализацијата им кажува на младите дека може да работите, може да заработувате и без универзитет. Како на вистина во Северна Македонија влија овој тренд, дека во Америка може да се најде работно место и за средно училиште, но дали тоа е вистина и кај нас? Точно е и мислам дека образовните институции, особено универзитетите, ги затекна целата ситуација. Кон тоа најмногу мислам дека влијаја, освен ова ти што го спомна дека младите научија дека може да најдат работа и без завршување на високо образование, што не по дефолт е негативна карактеристика. Меѓутоа многу влијаја и брзите курсеви кои им овозможија да стекнат вештини за многу краток временски период. И мислам дека тука е акцентот што треба да видиме дека образовните институции, класичните образовни институции, како што се универзитетите особено, покажува дека не придонесува кон развој на вештини кај младите, односно дека младите кога ќе го завршат образовниот процес, кога ќе завршат факултет кој трае, значи тоа 4+ години може да трае студирањето, излегуваат без никакво практично знаење, што е голем недостаток за нив кога ќе почнат со работа. И тука многу придонесоа курсевите, брзите школи, учењето онлайн, достапната работа, што буквално можеш да ја најдеш, да ја работиш од дома, а да работиш за клиенти и низ целиот свет. Така да исто и тука голем дел од работите придонесоа кон ваква ситуација, меѓутоа мислам дека недостатокот од тоа колку образованието вложи во создавање на вештини за младите кои би им биле потребни за целиот живот. Дали тоа значи дека кај нас имаме ургентна потреба за трансформација на образовниот систем, дека гледаме нов закон за високо образование кој што да има многу големи промени, но тие промени јас би ги нарекла повеќе технички и повеќе кои што се несуваат на професорите откако на студентите, не дека се минува составот на начинот како се предава или па како се учи и како се дава испит. Дали би требало некоја голема трансформација? Дали е потребна трансформација на образованието, може да видиме по тоа дали во законот воопшто се споменува вештачката интелигенција како најголем светски тренд. Значи не може вие да го игнорирате слонот во собата. Законот за високо образование воопшто не се ни споменува зборот вештачка интелигенција или интегрирање на вештачката интелигенција на било каков начин и ние имавме реакции во однос на новиот предлог закон за високо образование. Стратегијата за образование воопшто нуди една помодерна перспектива, меѓутоа кај нас имаме многу убави закони, многу убави документи, дај да ја видиме нивната реализација и мислам дека законот треба да го следи модерниот момент на стратегијата за утре вие да може да ги принудите начално универзитетите да заземат некаков став во однос на вештачката интелигенција, да заземат некаков став во однос општо на модернизацијата. Видете, наша ултимативна цел, сега зборам како држава, ние некој од нашите универзитети да се најде барем во првите 1000 на според Шангајска листа, иако нормално целиме кон многу повисоки бројки.
Интересно е што нашите студенти тука студираат, а кога излекуваат од нашата држава, особено во медицината, ние гледаме многу успешни доктори надвор. Значи, тоа трансформирање на познавањата што се добиваат тука може да се имплементираат и надвор, но каде се губи овој циклусот, каде се кинува оваа алка што студентите, многу добри студенти ги губиме на надворешниот пазар? Мислам дека е од самата причина дека не се вреднува ниту знаењето, ниту потенцијалното искуство што може младите кадри кои ќе излезат од клупите, условно кажано, да го придонесат на работното место. И тоа е, мислам дека едно главно чувство и најглавна причина за иселување, чувството дека не си вреднуван тука во сопствената професија, во сопствената држава. Го разбирам и задршката од друга страна, бидејќи младите често знаат кога ќе завршат образование, сметаат дека ги имаат најголемите компетенции, дека треба веднаш да се сместени на највисоките позиции во една организација, без разлика дали станува збор за болница, адвокатура, судство, се едно. Меѓутоа, не е точно и дека не може да придонесат. Едноставно, мислам дека моменталната работна сила треба да ги земе предвид идеите кои ги имаат младите луѓе и недостатокот на таквото препознавање води кон тоа дека во други држави во странство истите вештини, истите идеи би биле попрепознаени и поприфатени. Колку мислиш дека влијае и на животот заеднички тука во Северна Македонија, моментумот кој што го имаме сега последните денови или пак последниот месец можеби, каде што албанските студенти бараат правосуден да биде и на албански јазик, нема иста поддршка од студентите кои што се македонци, и сега нема да се фокусираме на испитот само, но целата инфраструктура или пак целиот соживот тука во Северна Македонија. Мислам дека користењето на јазиците е премногу политизирано прашање и ние имаме држави како што е Швајцарија, Холандија, и голем број на европски држави кои се многу напредни, а кои во чие секојдневно функционирање се користат не 2-4 јазик. И мислам дека се додека го гледаме јазикот како политичко прашање, ќе представува пречка, не шанса за напредок. Каде мислиш дека се наитните моменти каде што државата треба да уригира за младите, да ги држиме тука, да имаме млади кои што се среќни тука во државата и живеат дека сакаат да живеат внатре во оваа држава? Сите сектори. Накратко, сите сектори. Значи, како што кажав, треба државата да обрне внимание на секој момент, бидејќи џабе ако инвестираме само во образованието, ако не е средено здравството. Утре, ако некој млад човек се разболи, отиде во болница, каде што не е инвестирано ниту во самата инфраструктура, ниту во модернизација на кадрите, повторно ќе се разочара. Меѓутоа, ако морам да одберам веќе еден, пак би го одбрал образованието. Особено вложувањето во кариерното советување на младите и државата да има една стратегија да ги следи, да ги насочува младите како да го одберат својот понатамошен професионален развој. Швајцарија, например, и Австрија го прават од најрана возраст. Едноставно препознаваат каде младите уште во градинка и уште во почетокот на нивното образование, во кои области се склони и понатаму ги насочуваат целиот свој живот и ги поддржуваат целиот свој живот за да ја одберат професијата која нив им прилега. Ристо, доаѓаш од Младинскиот образован форум, невладиниот сектор, и кажи ми како е да гледаш во сите овие проблеми од гледна точка на невладин сектор и особено кога соработувате и со другите држави? Па добро, кога зборуваме за соработка на Балканот, на Западниот Балкан, ситуацијата е слична. Значи, Албанија, Србија, Босна, мислам дека горе-доле ги делиме истите проблеми. Од аспект на невладен сектор, мислам дека неодамнешните драстични промени што се случија во граѓанскиот сектор не прави уште побеспомошни, односно да не можеме да влијаеме онаму каде што државата и државните институции не успеале да влијаат, меѓутоа сепак мислам дека е битен ентузијазмот, нашата
првична визија и она што сакаме да го постигнеме, и мислам дека во соработка со други граѓански организации, особено во соработка со граѓански организации од регионот, од светот, успеваме некако да се држиме и да ја оствариме нашата визија. Колку гледаме волја за вклучување на млади на невладен сектор? За жал се помалку и помалку. Апатијата што ја спомнав за вклучување во политичките процеси се прелева и во вклучување во граѓанскиот сектор. Мислам дека младите општо стануваат се поапатични, не сакаат да се вклучуваат во ништо што е надвор од нивното од школите и од потенцијално нивното вработување. Но оваа состојба каде што ние гледаме млади кои што не протестираат, не излегуваат на протест, не кренат глас за нешто ако им смета. Дали мислиш дека ќе биде симптоматично многу и во иднина? Па ќе биде, меѓутоа јас го разбирам и тој момент. Едноставно младите сметам дека одредени генерации, овие повозрастниве млади, се изгорија од неодамнешните процеси и протести. Видоа дека секако вид на протестирање, на покажување на својата бунтовност кон одредени работи не вродува со никаков плод и дека системот се обидува да ги загуши. И од таа гледна точка мислам дека се пасивизира. Едноставно сметаат дека со протестирање и со искажување на својот став нема да придонесат кон ништо и ги оставаат работите да бидат какви што се. Меѓутоа, мислам дека тоа не е ултимативна состојба. Мислам дека ако утре, не дај Боже, дојдеме до некоја катастрофална ситуација, повторно би се реактивирало на граѓански сентимент и обврска дека како граѓани не по дефолт мора да протестираме, него да го соопштиме нашиот став и да се отвори јавна дискусија за одредени прашања, бидејќи кај нас сме навикнати дека ќе ги преќутуваме работите и нема да ги зборуваме. Јавната дебата, јавната дискусија помеѓу сите засегнати граѓани е најбитниот дел од расчистување и промена на ситуациите. Јас спомнав за протестите како механизам во демокрацијата, бидејќи сме историјата ни има докажано, но и последните протести во Србија има докажано дека ако младите сакаат, навистина можат да придонесат на големи промени во една држава. Да, ама многу е битно исто протестите да бидат конструктивни, а не да целат кон деструкција, да целат кон обезличување на самиот систем. И мислам дека протестите сами по себе се добри како да ја покажат енергијата и агресијата на народот, агресијата во позитивна смисла, меѓутоа дека повторно процесите мора да се формализираат и мора вие да седнете на маса. Тоа е едноставно социјалниот диалог и социјалниот договор што го имаме направено за постоењето на државите. Мора вие да седнете на маса и да се договорите, да ги преточите барањата во нешто формално што може понатаму да се имплементира. Како Листо ја гледа иднината на младите тука во Северна Македонија, ако ништо не се превзема и ако нешто ќе се превземе? Ако ништо не се преземе, катастрофално. Ќе останеме со... Тогаш може да си го поставиме прашањето зошто младите што остануваат тука, зошто остануваат? Сметам дека ако се преземе, како што кажа во сите сектори или во образованието може да придонесеме кон тоа младите да почнеме да ги враќаме назад. Дали би ризикувале ако хипотетично прашање во иднина Македонија биде дел од Европската унија и да ги губиме сите млади од тука во државата да не одат во други држави? Ако ништо не се превземе. Ако ништо не се преземе, не би влегле во Европската унија. Точно, и тоа точно. Ама ако влеземе во Европската унија, мислам дека не по дефолт сите млади ќе се иселат и веднаш ќе истрчаат во Германија или во Австрија да работат, сметајќи аргументот дека ако се отворат границите, веднаш сите ќе избегаат во странство. Мислам дека многу е покомплексен целиот сплет на околности ако Македонија стане дел од Европската унија. Огледаме порасот на евроскептицизам кај младите? Дефинитивно. Мада целосната бројка на испитаници, Балканскиот барометар покажува дека 67% општо од граѓаните сметаат дека нивните земји, сега зборам за Западен Балкан, би станале и очекуваат земјите да станат дел од Европската унија.
Оној дел на скептицизам мислам дека се должи на разочарувањето од Европската унија, односно сепак Европската унија е една политичка организација и младите исто така имаат очекувања дека и Европската унија треба да испорача одредени резултати покрај тоа што ние како земји членки на Европската унија правиме се што може да направиме за да се приближиме до нивниот став и исто така се должи до генералната апатичност која се провлекува како тема низ целиот разговор. Ние сме при крај на нашиот разговор, дали има нешто што не сме спомнале, а е важно да се спомне? Ништо, освен да ги поттикнеме државните институции повеќе да вложуваат во младите. Благодарам многу за времето за денеска за емисијата и се надевам дека следен пат ќе ги немаме овие проблеми. Фала ти уште еднаш на поканата. Me kažem byllim edhe këtë pjesë të emisionit dhe këtë pjesë të dytë dhe në fakt mbyllim edhe emisionin për ditën e sotme. Unë ju takim patjetër nesër nga ora 15 deri në ora 16 me tema të tjera. Deri atëherë miru pafshim.